Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Еве како се приближуваме се до нашиот Божик, нашата света православна црква и насекаде по медиумите е секогаш отворено прашањето, а секогаш исто така и се разјаснува во врската со прославата на Божик, на Божикното дрво, нели период во кој што навистина е многу интересен за сите нас, заради тоа што после тој голем и свет и велик пост Божикен, ние токму на 7 јануари ќе го прославиме и рождеството Христово. Меѓутоа, сепак, како што секој човек го средува и го припремува својот дом за да ги пречека гостите, така и ние, како луѓе, секогаш се средуваме за да го пречекаме нашиот цар, Богомладенецот Христос. Па во разни начини ние правиме се како такви да угодиме на Бога, а и преку тие обичаи и преку тие убави традиции навистина го чувствуваме Христос во себе. Денеска во нашето излагање ќе зборуваме за Божичното дрво, кој што не е стар, односно кој што не е странски обичај, токму е онака како што треба поставено. Во текот на Божикниот период, по медиумите и социјалните мрежи се појавуваат бројни написи за Божикните обичаи и за нивното значење, при тоа честопати со сосема погрешна содржина и толкување. Еден од тие обичаи за кое се пишува и говори е украсувањето на Божичното дрво, или елката кој што сите ние ја имаме. Впрочем, многумина сметаат овој обичај дека не е наш, туку увезен од Запад и дека нема поврзаност со рождеството Христово, но ние ќе се обидеме денеска да објасниме дека во суштина не е така. Околу 750 година Свети Бонифаци од Фулда, просветител на Германија и Западна Европа, сакајќи да го преобрази паганското почитување на дабовите дрва од страна на незнабожците во Германија, го облагородил и христијанизирал овој обичај, заменувајќи го дабот со елка во чест на рождеството Христово. Сепак, обичајот, драги браќи и сестри, на Божичното дрво нема германски происход, туку источен. Имено тогашниот византиски император Анастасий во 512 година во северна Сирија изградил храм во кој пред царските двери биле поставени две големи дрва од месинг, на кој имало посебни светилки. Во храмот Света Софија во Константинопол врз иконостасот имало сребрени конусни дрвја, слични на кипариси на кои наместо плодови имало светилки. Исто така, во многу останати цркви се користеле и до ден денес се користат поликандила
и полиелеи во форма на дрвја. Божичното дрво, драги браќи и сестри, како подоцнежно развиен обичај од античките обичаи при кои гранки од маслина или ловор се украсувале со црвени и бели волнени конци на кои биле обесувани бисквити со мед, масло и вино, и не само што не било забранувано во византиското време, туку напротив, за празникот на рождеството Христово, во заповед на епархот, на секој град се чистеле градските улици и на одредено растојание се поставувале столбови со рузмарин, мирта и сезонски цвеќиња. Дрвото што го украсуваме не може а да не се поврзе со пророштвото на пророкот Исаија, кој вели: ќе потера жезол од Јесеевиот корен и цвет од коренот ќе израсне. Ова пророштво го имал предвид свештениот поет Козма, кога напишал: како жезол од коренот на Јесеја и цвет од него Христе си процветал од дева. Другиот пак тропар или песна на пред празненството на рождество вели: подготви се Витлееме, отвори се за сите Едеме, украси се Ефрате, зашто дрвото на животот во пештерата процвета од дева. Незината утрова се покажа мисловен рај, во кого е божественото дрво од кое јадејки ќе живееме, а нема како Адам да умреме. Христос се раѓа за да го обнови порано паднатиот образ. Светлото украсување на дрвја го символизира, драги браќи и сестри, Христа како дрво на животот, кој доаѓа во светот за наверните да им се даде како храна. Коренот на дрвото ги символизира неговите предци, кои ја запазиле верата и надежта за неговото доаѓање, додека звездата на врвот е самиот он кој дојде да донесе светлина во светот помрачен од грев. Помеѓу другото, во византиското време една избрана царска конјичка чета од императорската гарда учествувала во официјалните императорски церемонии за Божик. Таа избрана чета се викала дружина и се делела на мала, средна и голема дружина. Малата дружина била составена од друговерци, средната дружина од европјани и неправославни и другородци, додека големата дружина била составена исклучиво од православни ромеи. Бидејќи во текот на отоманското робство многу обичаи на христијаните и биле забранети, лесно може да се заклучи дека и украсувањето на божичното дрво било еден од тие скоро изгубени обичаи. Секако, многу од овие обичаи биле пренесени на Запад, а пренесувањето на овој конкретен обичај многу веројатно дека било извршено од оние припадници на средната дружина кои ги спомнавме погоре. Уште едно сведоштво за насоката на развитокот на овој обичај е неговото постоење во руралните краеви на исток, например селото Литохоро во Пиреа, како и во Кападокија, места со ограничено странско влијание, каде се запазени обичаи во црквите и домовите дрвја да се украсуваат со овошки, плодови и украси. Во Македонија, во Битола, Прилеп, Ресен, исто така до пред скоро време се беше запазил обичајот домовите и вратите да се украсуваат со смрека и други зимзелени дрвја како символ на вечен живот и вечно младиот Бог кој се роди од дева во Витлеем за живот и спасение на светот. Значи, драги браќи и сестри, исто така таа елка, тоа дрво ни го символизира животот, а тоа е нашиот Спасител Господ Исус Христос. Поради тоа
секогаш најрадосно да го прославуваме овој голем ден, славејќи и децата не случајно играат околу елката и се поднесуваат, односно се поставуваат исто така и дарови за нив, а тие, радувајќи се, околу неа се радуваат на Христос. Се радуваат на Христос заради тоа што поклоните секогаш биле дадени, од страна на мудрејците, давајќи му, поклонувајќи му се и давајќи му злато од Ливан и Смирна. Така, драги браќи и сестри, и ние, како христијани, скоро во секој дом на православен човек, на православно семејство, постои вакво украсено дрво, во кој што ние, како такви, му даваме отворена врата на нашиот Спасител и преку дрвото го украсуваме нашето дрво, односно преку украсување на нашето дрво ние ги украсуваме нашите добродетели кои што сме ги направиле во текот на нашето живење. Драги браќи и сестри, пред да се заврши ова 2020 лето Господово, а и секогаш во иднина, секогаш да градиме едно убаво дрво во нас, во кој што преку нашите добродетели, добри дела, милост, милостиња правејќи на сите луѓе, да го украсиме, а преку тоа и да го наследиме и Царството Божјо и рождеството на нашиот Спасител Господ Исус Христос, да го дочекаме во голема радост, да се заборават овие тешки моменти кои што ни беа дадени во текот на ова 2020 лето Господово, да заборавиме на се и во новото 2021 лето Господово да зачекориме со голема радост, успех и напредок за цело човештво, за цел свет, да се очисти оваа болест, оваа пандемија која што ни е дадена, односно која што е дадена овде во целиот свет, да можеме повторно братски и сестрински и како луѓе да се собереме онака како што се собираме во нашите храмови, искажувајќи ја нашата љубов едни спрема други. Исто така ја користам оваа прилика од името на свештенството, од името на управниот одбор на нашата црква, до сите членови, помагатели, дарители, украсители, верници, посетители и сите кои што го почитуваат и го сакаат нашиот храм и нашата православна вера, да им го честитам новото лето 2021 Господово со желби за голем успех, пред се добро здравје, да бидеме сите сложни и заедно збратимени за поголем успех во нашата црковна општина и насекаде во светот каде што не има. Бидете благословени, чувајте се, драги браќи и сестри, и Бог и Мајката Божја секогаш да бидат со нас, да не закрилуваат, да се оттргнеме од оваа лоша пандемија што го најде целиот свет и такви да го пречекаме и рождеството Христово и со голема радост да извикаме Христос се роди, навистина се роди. Честити и од Бога нека ви се благословени празниците кои што поминаа и кои што доаѓаат во името на рождеството, во името на крштевањето, во името на се што е убаво и достојно за нас, христијаните, и за нашата православна вера. Бог да ве благослови, драги браќи и сестри, на многу години и сите заедно уште многу време, години, нанапред
во мир, слога и љубов да ги дочекуваме и испраќаме и како такви да бидеме радосни во нашите души и срца и нашите елки во нашите души преку нашите добрини да бидат секогаш и тие радосни, прославувајќи го сите заедно рождеството Христово. За многу години уште еднаш и да сте живи и здрави и вие и вашите семејства, вашите фамилии и Бог да ви дарува се што ќе посакате во новото лето Господово. Амин. Очи криеш од мене, минам ли јас крај тебе, молам срце да ме препукне. Време ќе ни помине, младост ќе ни овене, други некој ни ќе љубиме. Ако бевме заедно, немаше да жалиме за се што еднаш не си рековме. Ако бевме заедно, немаше да плачеме, ти за мене, јас за тебе. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат.
spečalil, za tebe ќе potroši. Sve što tatko spečalil, za tebe će potroši. Mnogo vino, rakija, darovi i muzika. Mnogo vino, rakija, darovi i muzika. Zurliće do tapani, kavali gajdađi. Zurliće do tapani, kavali gajdađi. Da se znaje, Damjane, koga će te ženime. Da se znaje, Damjane, koga će te ženime. Zdravje Bože, Damjane, živ i zdrav da porasteš. Kolem junakovita, gordost će do tatkova. Na majka ti liče, na tatko juna golem. Da staneš ti, sine, pravi gord Makedonec. Na majka ti liče, na tatko juna golem. Da staneš ti, sine, pravi gord Makedonec. Majka ti liče, na tatko juna golem. Da staneš ti, sine, pravi gord Makedonec. Na majka ti liče, na tatko juna golem. Da staneš ti, sine, pravi gord Makedonec. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Kako mi je, znaeš li, koga i toj postoji, koga i drug postoji, što go ljubiš ti. Moj to srce taguva, moj ta duša boluva, rana mi se otvora, samo za tebe. Moj to srce taguva, moj ta duša boluva, rana mi se otvora, samo za tebe. Pijam, pijam, celi noći, jasna ti je, crni oči, jasna ti je, tvoji oči, crni nervi. Pijam, pijam, celi noći, jasna ti je, crni oči, jasna ti je, tvoji oči, crni neverni.
ti mi doađaš i niz duša proađaš, son od me izmačuva, pa me ispiva. Moj to srce taguva, moj ta duša boluva, rana mi se otvora samo za tebe. Moj to srce taguva, moj ta duša boluva, rana mi se otvora samo za tebe. Pijam celi noći, jasna ti je crni oči, jasna ti je tvoji oči, crni neverni. Pijam celi noći, jasna ti je crni oči, jasna ti je tvoji oči, crni neverni. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Ja izlezi stara majko na penđereto, ja izlezi stara majko na penđereto, pa da vidiš koji pomina umre za nego, pa da vidiš koji pomina umre za nego.
nebo, aj što stoji sonce gre, umrem za nebo, aj što odi veter ve, umrem za nebo. Снощи го видов, мамо моли, убавото стојне. Снощи го видов, мамо моли, убавото стојне. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Дилбер бре, дилбер, елај ми на колено. Se gore da me Stojninite oči nemamo, crni čerešovi. Stojninite vegi nemamo, morski pijavici. Stojne mene, stojne, stapani mi na noga. Ergene bilber, elaj mi na koleno. Tamo dolu u sredi staro malo, edo čudo, narod mi se zbrano. Igramo me, vozukiće testo, a meša levo, a posle na desno. Urnive se, igra šakanaka, tuka nema, drženje za raka. Šakanaka, brana igra bila, se koji mrda, drugima sila. Sukniče tesno, meša levo, a koslja desno. Ne čoček, ni turo teško, ne samba, ni tu tambalamba. Urneme se, igra šakanaka, tuka nema, drženje za raka. Šakanaka, prava igra bila, se koji mrda, durima sila. Ajde! Jovane, more Jovane, čaršija zvoni za tebe. Neka si dobro majstorče, majstorče, lično terziće. Neka si dobro majstorče, majstorče, lično terziće. Svila koprina, ustan od da mi sošiješ.
šmerkata, Dukano te ti zabav, Zovego ti da izgoriš, so tvojte večni žiraci. Celio život mu pomina, po tije pusine ani, šagi mu beja drugari, pesmi mu beja do zori. Celio život mu pomina, po tije pusine ani, šagi mu beja drugari, pesmi mu beja do zori. Dajte mu nemu vino rakija, pak neka pije da se opije. Ej, morimo me, maloj mome, to je ono star Meraklija. Ej, morimo me, maloj mome, on ne toj star Šubušni.
Ti pomina, zamina, pokrebitoskite kasarni. Snoš ti pomina, zamina, pokrebitoskite kasarni. Ben seni severam, çok seni severam, pokrebitoskite kasarni. Ben seni severam, çok seni severam, pokrebitoskite kasarni. Severam, çok seni severam, samo moj domovno čego nemaše. Ben seni severam, çok seni severam, samo moj domovno čego nemaše. Aj, la 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 la, la 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 la, la 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 Tvoji neka vidat, somili mi žito to. More moje oči, tvoji neka vidat, somili mi žito to. Taka neka vide, che ti melam žito to. Što onda ga veliš, taka neka vide, che ti melam žito to. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат
благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Da li gledaš koliko ja sam ljuben, pokraj tebe pospudeni čude. Noćma sakam da raspletiš kosa i so mene da zaigraš posa. Ana, žena li si ili angel, noćma nema ni početok ni kraj. Ana, ljubov li si ili rana, ti si Ana, noćma moj otraj. Ptico moja, kade mi letaš? Letaj, 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 kajke letaš. Ljubo mojve, pregratki da sletaš. Nemam druga, živi led i vino, sve dok mi je ova nebo sino. Ana, ljubov li si ili rana, noćeva nema ni početok ni kraj. Ana, žena li si ili angel, ti si Ana, noćeva moj otraj. Kada go izgleda merak leno mori, merak da mi pomiri. Sevda moja, sevda da mi slezi.
penja da me znajde. Šiplik nemaš, mene da me zemaš, i kućek međe su pari, oni čiču, ne sakam ja sari, le, ti mi deliš ajde, džave čiču, star si nema pari, le, ti mi deliš ajde, belja da me znajde. Belo lice ljubam ja, belo lice ljubam ja. Bajde nema, dušo moja, šekerna, šekerna, i kraleša nevena. Šekerna, šekerna, i kraleša nevena. Crni oči ljubam ja, crni oči ljubam ja, i da ljubam i da gledam fajde nema, dušo moja, šekerna, šekerna, ti kaleša nevena, šekerna, zašekerena, nevena. Oh! Hey! Makedonki biljaki, Makedonki canım biljaki, kad će se momena konja, dojdi so mene, dvajca da se zemime, ne može bez tebe. Kad će se momena konja, dojdi so mene, dvajca da se zemime, ne može bez tebe. Belešanki, stolničarki, a prilećanki džanum tutunarki. Kad će se momena konja, dojdi so mene, dvajca da nas se zemime, ne može bez tebe. Kad će se momena, kad će se, dojdi so mene, dvajca da nas se zemime, ne može bez tebe. Si zaljubi jedno mome ubavo, si zaljubi jedno mome ubavo, tako telo lice belo, sami biseri, samo jedna šijazki ljubevi se zaljubi. Tako telo lice belo, sami biseri, samo jedna
daš jaz gi ljubim i se zaljubim. Ej, srećo, srećo moja, sega kada si. Ej, subo moja, daruvaj me ti. Ej, srećo, srećo moja, sega kada si. Ej, subo moja, daruvaj me ti. Ajde tule! Hej, 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 hej! Si zaljubiv jedno mome ubavo, si zaljubiv jedno mome ubavo. Crni kosi, crni oči, gajtan neki, samo je naša sja ljubev se zaljubi. Crni kosi, crni oči, gajtan neki, samo je naša sja ljubev se zaljubi. Ej, srećo, srećo moja, sega kada si. Ej, subo moja, daruvaj me ti. Ej, srećo moja, sega kada si. Ej, subo moja, daruvaj me ti. Koga ke se napi